Почитуван председател на ВМРО ДПМН, господин Никола Груевски. Благодарам за вашето присуство денеска на оваа академија. Поздрав до Фондацијата Конрад Аденауер, до нивните представници Давор Пасовски и Златко Јанковски. Значи, која што фондација во изминатиот период навистина секогаш била со ВМРО ДПМН и ни помага во целиот овој период, а особено во локалните избори, секогаш пред локалните избори, да направи обука и подготовка на нашите кандидати, за да имаме што поуспешни локални избори. Почитувани кандидати за градоначалници и почитувани кандидати за носители на советнички листи на ВМРО ДПМН. Нека ние со среќа кампањата која што следува, и јас сум, верувајте, убеден дека ВМРО ДПМН на овие избори убедливо ќе победи и поново ќе ја добие довербата од граѓаните во Република Македонија во најголем број на општини. Ние сега сме партија која што има повеќе од 90% на градоначалници во, условно кажано, во неалбанскиот дел, онаму кај што мнозинството не се албанци во тие општини. Тоа јасно зборува дека ВМРО ДПМН во изминатиот период многу добро работеше. Тоа значи дека граѓаните не случајно ја даваат довербата на локалните избори. Тоа е благодарение на нашиот председател господинот Никола Груевски и како председател на ВМРО ДПМН, меѓутоа највеќе како претходен премиер на владата на Република Македонија, кој имаше стратегија и за државната, меѓутоа и за локалната власт. Со тоа што многу имаше влијание и внимание на општините, со голем број на проекти, со голем број на помошти, кои што беа и кредити, меѓутоа беа и донации во изградба на водоводи, на канализации и исто така во изградба на патишта и сето она што им е потребно на граѓаните на Република Македонија. Сега, за прв пат, после 11 години, настапуваме од позиција на опозиција. Тоа не треба воопшто да не загрижува, напротив, треба да ни даде мотив повеќе. Бидејќи сега, ВМРО ДПМН многу зависи од нас, што сме ние тука. Колку ние ќе успееме да ја добиеме довербата на граѓаните во Република Македонија. А имаме многу што да кажеме. Тука се кандидати за градоначалници кои што се и претходно биле, значи од претходниот состав. Тоа се градоначалници кои што имаат многу сработено и голем број се од нив тука. Тие треба да бидат што поблиски до граѓаните во овој период и да ги презентираат проектите кои што ги направиле во изминатиот период. Исто така, треба да презентираат нивната непосредност, нивната непосветеност, меѓутоа и комуникацијата со граѓаните кои што имале во изминатиот период. За поново да ја добијат довербата. И јас сум сигурен дека тоа така ќе биде. Ни престои на вистина еден бурен период. Период во кој што реков за прв пат сме во опозиција. За новите кандидати за градоначалници, добро е да се земе искуството и да се земе искуството од претходните градоначалници кои што биле од ВМРО ДПМН. И бидејќи тие имаат исто така направено голем број на проекти, им се заблагодарам на сите претходни градоначалници кои што не се сега на кандидатите листи, меѓутоа беа градоначалници на ВМРО ДПМН и дадоа свој голем допринос во развојот на општините. Затоа нивното искуство е многу важно. Меѓутоа, најважно е, како што кажа и председателот, сето она што сме го напишале во нашите, или го пишуваме, или ќе го напишеме во нашите изборни програми, да биде реално, да биде произлезено од граѓаните во нашата општина и да биде тоа остварено. Заради тоа што многу брзо ќе дојдат, ќе поминат овие 4 години, многу брзо поново ќе треба да станеме пред граѓаните. А не треба да станеме на 4-та година. Треба да станеме пред нив секој ден. Бидејќи сето она што го работиме, тие го оценуваат.
Најдобро е и најважно е да нашите проекти, се тоа на што го работиме, произлегува од граѓаните. Со нивна постојана комуникација мислам дека најблиску ќе стигнеме до резултатите. Европа се базира на регионален развој. За жал, Република Македонија многу доцна почна со децентрализацијата, дури во 2005 година. Меѓутоа, во изминативе 12 години, Република Македонија направи многу голем исчекор во локалната самоуправа. Полека, но сигурно. Благодарение и на владата на Република Македонија, која што донесе многу измени во законите, кои што значеа повеќе приходи во општинските каси, повеќе надлежности и повеќе влијание на локалната самоуправа во секојдневниот живот на граѓаните во Република Македонија. Сигурно дека мора уште многу да се подобрува, сигурно дека локалната самоуправа треба уште повеќе, тоест децентрализацијата уште повеќе да се развива, бидејќи и најразвиените земји постојано развиваат таа децентрализација. Меѓутоа, сакам да потенцирам дека тоа е важниот сегмент на развој на Европската Унија, а со тоа значи дека и на Република Македонија. Ние, тоест вие, ќе бидеме тие кои што сме најнепосредно истурени до граѓаните, до нивните проблеми, до нивните потреби, и ние сме тие кои што ќе треба да им ги решаваме. Колку ќе успееме, толку повеќе ќе имаме доверба. За она што не ќе можеме, тоа треба јасно и добро да им се образложи зошто не може да се оствари во моментов, а ќе се оствари во некој следен период. Во секој случај треба да бидеме реални, да не ги лажеме, зашто граѓаните се едуцирани и знаат што може да се оствари, што не може да се оствари. Тоа што не може, мислам дека и можат да ни го прифатат, и да знаат дека тоа е причината. Исто така би сакал да кажам дека мора да бидеме посветени, мора да бидеме транспарентни, мора да бидеме многу амбициозни, да бидеме сигурни во себе. Да направиме тим кој што ќе победува. Никој не победува сам со себе. Тимот е важен фактор и за кампањава, меѓутоа уште поважен кога ќе станете градоначалници или председатели на совети, особено градоначалниците. Со добар тим победата е сигурна и со добар тим реализацијата на проектите е многу посигурна. Исто така, многу е важно во тој тим да имате добри правници, добри финансиски работници, добри ревизори и добри стручни кадри од јавни набавки. Ги потенцирав овие со оглед на тоа што овие беа дефицитарни во локалната самоуправа кога дојдовме во 2005 година. Не зборувам оние што се за инфраструктура, инженери и слично, и нив има помалку, меѓутоа тоа беше надежност која имавме предходно и релативно повеќе ќе се најдат. Меѓутоа, овие што ги потенцирав се важни и заради тоа што треба да се почитуваат законите при работењето. Секогаш сме ги почитувале, меѓутоа овие луѓе позади нас се тие кои што непосредно треба да го чуваат, да речам, нашиот грб, да чуваат законитоста во работењето на локалната самоуправа. Исто така, требало да има добра соработка и со меѓународната заедница, со амбасадите, со дипломатите, со соработка со невладините организации, бидејќи тие се повеќе можат да завршат работи кои што ние не можеме да ги завршиме со нашата администрација. Ако добро изменаџираме со невладините организации, можеме со помалку вработени или со истиот број на вработени да завршиме многу поголема работа. Да обрнеме внимание на ризичните групи на граѓани. Бидејќи во изминатиот период имавме многу виден исчекор во тој дел, меѓутоа никогаш не е доволно вниманието кое што им е потребно на граѓаните кои што се во ризичните групи. Имајте отворени денови кои ќе ослушнете гласот на граѓаните. Тоа се многу користни денови, иако некој ќе рече, може да го завршам уште еден булевар, уште еден водовод, уште една улица, меѓутоа немојте да го заборавиме гласот на народот или гласот на граѓаните, бидејќи се тие кои што најнепосредно ќе ни кажат што ни е потребно и што проблеми имаат. Исто така, би сакал да потенцирам дека
онака како што реков, прв пат сме во фаза на опозиција. При тоа можни се притисоци од различни аспекти. Значи, почнувајќи од СЈО, од финансиска полиција, од полиција лично, од луѓе со недобро минато, тоа воопшто не треба да не загрижува. Ние треба да си ја гледаме нашата работа. Ние треба да гледаме, да си, како што кажав претходно, оние што биле, да представат што направиле и што ќе направат во следниот период и со кои луѓе ќе го направат, а оние кои што се прв пат да својата изборна програма и своето искуство, да речам, и својата доверба и својот рейтинг кој што го имаат кај граѓаните, на најдобар можен начин да го представат тоа. Бидејќи никој не е тука случајно избран. Сите се луѓе избрани со кои што сметаме дека највеќе ќе ја добиеме довербата од граѓаните. Меѓутоа, како што кажи председателот, поново ќе го потенцирам, бидете сигурни во себе и кажете им сигурно дека вие сте идните градоначалници на општините во Република Македонија. Кога граѓаните ќе почувствуваат вашата сигурност, вашата енергија, вашата желба кога кажувате, значи тоа е дополнителен мотив да се успее. Јас се сеќавам, ќе ви кажам едно моје искуство, 2005 година бев пратеник и координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН во парламентот и се кандидатирав за градоначалник на општина Газивоа. Многу првото нешто што ми беше и што изгуби време е да ги убедам граѓаните. Многу силно, многу жестоко, дека јас навистина сакам да бидам градоначалник на општина Газива и навистина сакам да работам за доброто на граѓаните и ќе работам посветено, транспарентно и ќе работам неуморно за подобрување на животот во општината. И тоа беше најтешката задача. И таа задача, кога успеав да ја зорнам, понатака беше многу полесно, за да можете да победите во својата општина. Исто така, да се обрне големо внимание на етничките заедници. Проекти таму кај што живеат, контактите со етничките заедници, застапеноста, вниманието кон нив, бидејќи тоа е голем фактор во нашата победа. Впрочем, ние треба да бидеме транспарентни и треба да бидеме навистина со подеднакво внимание према сите етнички заедници. Оваа наша победа ќе биде практично потврда на победата од 11 декември. Ова ќе биде почетокот на враќањето на ВМРО ДПМН на централна власт. Сите очи се вперени во нас, во кандидатите за градоначалници и кандидатите за носители на советничките листи. Носителите на советнички листи и советот е важен фактор. Тие што биле го знаат, исто така и тие што не биле, а се во политиката исто така знаат колку е важен советот во една општина. Бераво мислам дека ќе го споменам едно искуство кое што не е добро, каде што советот го немаше градоначалникот. Не можете да ги реализирате проектите или ако ќе реализирате многу мал број проекти ќе може да реализирате. Затоа секогаш кога го потенцирајте го советот. Потенцирајте ја важноста на советот, носителот на советничка листа, секој советник поотделно, веќе тие се бирани луѓе кои што имаат углед во таа општина. Секој од нив исто така ќе треба да се ја понесе обврската и одговорноста што е на листата. Треба и сам да се промовира, меѓутоа и ние и кандидатите за градоначалници да ги промовираат. Советот е фактор на развојот на општината и затоа ова го потенцирам заради тоа што во многу случаи градоначалникот се спомнува. Советничка листа помалку се спомнува. Тоа беше така, претпоставам, поради тоа што во најголем број на општини, па да речам повеќе од 95%, имавме убедливо мнозинство во советите, така да некако мислам дека и не обрнувавме доволно внимание на популаризацијата и на важноста на советите меѓу граѓаните во општините и во градовите во кои што живееме и во кои што сме градоначалници. Би сакал исто така да споменам и за скопските општини. Скопските општини исто така многу е важно да бидат
заедно со градот Скопје. Треба да бидеме во пакет. Заедно со градот Скопје и градоначалникот на општината е развојот на соодветната општина. Заради тоа што имаме многу испреплетени надлежности. Тие се разграничени, се знае како и на кого се, меѓутоа имаме надлежности и градот и општината во соодветната општина, дека заедно со градот ќе постигнеме многу за развојот на соодветната општина. Исто така треба да се потенцира и важноста на владата на Република Македонија, особено кога беше премиерот Никола Груевски, заради тоа што ја за градот Скопје ќе зборувам. Немаше да го има градот Скопје овој развој доколку не беше развојот кој што го имаше во државата. Доколку не беше позитивната инвестициона клима во градот Скопје, за да толку многу се гради во град Скопје. Во најголемиот дел, тоа се пари кои што сме ги добиле од комунали, повеќе од 90%, кои што е инвестирано во градот Скопје. А се инвестира заради тоа што владата на премиерот, министрите, владата создаваат поволни закони и создаваат поволна економско, инвестициона и политичка клима. И затоа е многу важно да се потенцира и тој фактор, заради тоа што сите ние, нашиот развој, она што ќе го направиме во општините, зависи од многу фактори. Затоа, почитувани присутни, вие знаете дека јас сум подолго време и председател на ЗЕЛС, ние имаме убедливо мнозинство во ЗЕЛС, многу закони и многу предлози од страната на ЗЕЛС беа прифатени од страната на владата на Република Македонија, кои што овозможија за повеќе развој на општините во Република Македонија. Јас можам уште многу да зборувам, меѓутоа не би сакал да ја замарам повеќе од ова што го кажам, заради тоа што сметам дека останатото и вие многу добро го знаете, само сакав да ги потенцирам овие моменти кои што ги кажам сега, меѓутоа многу е важно уште еднаш да потенцирам, ние или вие сме лицето на партијата во градот и во општината во која што сме. Така ќе го оценуваат ВМРО ДПМН според нашата работа и според нашето однесување. Доколку не завршиме многу проекти, еве го ВМРО ДПМН е неспособно. Доколку се однесуваме некоректно со граѓаните, еве ароганцијата. Доколку не ги почитуваме законите, еве ги криминалците од ВМРО ДПМН. Доколку биде спротивно, еве го успешниот градоначалник од ВМРО ДПМН, успешна партија, ние би сакале да ја дадеме довербата. Ако комуницираме со граѓаните, еве ги колку се блиски и непосредни со граѓаните и го слушаат гласот на граѓаните, воопшто не се вообразени. Доколку ги почитуваме граѓаните, работиме правично, работиме законски и со тоа сметаме дека победата сигурно ќе биде наша. Уште еднаш, за уште една голема победа на ВМРО ДПМН на 15 октомври. Благодарам.